станат синови Божи, со наследници. Песен е пак што води кон животот, балкумина гомна огјава. Јас сум добриот пастир, милувам овците, една да не биде изгубена. Мирот твој ми го даваш, но некако светло, да не се плачи срцето наше. Истина ви велам, да се љубите, како што и јас ве возљубив. Љубовта е сила Исусова, и вистина ви велам, не собирам. Дојди и остани во мене, Исусе Христе, Спасителе. Љубовта е сила Исусова. Со твоите рани се излекувавме, гревовите наши ги зеде врз тебе. Со твоите рани се излекувавме, гревовите наши ги зеде врз тебе. Мир вам, Отче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници, и не воведи во искушение. Не воведи во искушение. Бог никого не воведува во искушение, туку го воведува неговата поход која го влече и мами, но избави не од лукавиот. Избави не од лукавиот, зашто Твое е царството, силата, славата, царство, сила, слава, се е негово. Кога ќе паднеш на крајот, или кога ќе паднеш болен, ќе разбереш дека ти немаш сила, дека силата е негова. Почеток на Евангелието на Исус Христос, Синот Божи, Евангелие според Марко, татко мој, отвори ми го срцето и умот да ги разбирам Твоите слова. Ти зборувај низ мене. Нека секој збор го допре оној кој има потреба од Твојата љубов, да ги отвориш срцата, да се покајат, па да ги исцелиш, да ти изберат Тебе, да ги крстиш во Дух Свети, да станат синови и керки Божји, да се вратиме сите во Божјото царство на небесата. Почетокот од Евангелието на Исус Христос. Принципот на христијанство подразбира да му дозволиш Исус и Отецот во дух, бидејќи ние сме духовна природа, овде сме телесни, и тешко ни е да разбереме дека горе на небесот има царство на духовите. Ние сме отпаднат дух кој е паднат на земјата, материализиран во тело, и кој треба повторно во свесна состојба да го избере Исуса Христа и да се врати назад по Божјото царство на небесата. Ние сме овде на земјата само затоа за во свесна состојба да избереме љубовта, да го избереме Исус, да се покаеме, да им простиме на сите, никого да не осудиме, да се покаеме за гревовите на нашите предци. Евангелие според Марко, почеток од Евангелието. Почеток од Евангелието на Исус Христос, Синот Божји. Исус Христос, Синот Божји. Како што е напишано кај пророците, еве јас го испраќам пред лицето Твое мојот ангел. Мојот ангел. Зборува за Јован Крстител, значи ангел.
Јас го праќам мојот ангел пред тебе, кој ќе го подготви твојот пат пред тебе. Господе Исусе Христе, гласот на оној што вика во пустината. Ние зборуваме за состојба на пустина. Израелците се во пустината. Ние сме во пустината. Исус е во пустината. Знаете, ќе видите понатаму кога Исус оди да се моли, оди на пусто место. Подгответе го патот на Господа, израмнете ги патеките негови. Израмнет пат, подготвен пат е кога ти во свесна состојба ќе се покаеш, покајно крштевање. Јовановото крштевање е покајно. Треба да се покаеш, не само на лице, од срце да не грешиш повеќе. Символично потопување во вода, умира стариот човек, се раѓа нов човек. Односно човек кој може да застане пред Исус, израмнет пат и патеки Господови, и кој потреба да почне, подгответе го патот на Господа. Тоа е подготовка. Да застанеш пред Исус и да се покаеш. Тоа е подготовка, а потоа е пат. Ние зборуваме за пат. Од Исус вели, јас сум патот. Јас сум патот. Ако Исус патот, ние треба да постапуваме како Него, да патуваме со Него. Не сме тука да седиме, зашто Исус им вели, станете да си одиме од овде, израмнете ги патеките Негови. Израмни ги патеките. Се јави Јован крштевајки во пустината и проповедувајки покајно крштение. Покајно крштение, знаете. Луѓето не се покајале, влегуваат во вода, излегуваат во вода, се крштеваат. Има и цела доктринарна црква изведена дека крштевањето е најважно во вода. Во вода воопшто не мора да влегувате ако не се покаете. Да се покаеш подразбира да умре стариот човек, да се откажеш од гревот, да ги љубиш сите, да им простиш на сите, да се покаеш за гревовите на твоите предци, проповедувајки покајно крштевање за проштевање на гревовите. Кај Исаија е пишано: со очите не гледаат, со ушите не слушаат, та со срцето да разберат, да се покајат. Да се покајат, да ги исцелам. Значи, покајување за гревовите. Некој ќе рече, не сум грешен. Самото тоа што сме на земјата, сме во гревот, бидејќи ова е долина на сенка смртна, ова е пустина. Земјата на која сме паднати, на која сме оставени, во свесна состојба, изгонети од рајот, зашто јадеме од дрвото на познанието на доброто и на злото. И Исус вели, Отецот преку Исус, сега Адам знае што е добро и зло. Стана како еден од нас и го изгонува од рајот и станува смртен. Има кратко време, сатаната има кратко време да се покае. А потоа ќе дојде Исус во Армакедонот, во второто пришествие, затоа ние славиме армакедонски слави. И ќе им суди на сите 12 Израелеви колена и на сите други, зашто да им суди на Израелевите колена, бидејќи ги убија пророците, го распнаа Исуса. Знаете, левитот и свештеникот го одминаа претепаниот човек. Само самарјанинот го спаси. Ние изборуваме за категории. Доаѓаа кај него од целата јудејска, значи Марко 1:5, и од Ерусалим, и сите се крштеваа од него во реката Јордан, исповедувајќи ги своите гревови. Луѓето не сакаат да ги признаат гревовите, не сакаат да се покајат. Да се покаеш, значи вистински да се покаеш. Како се покајуваш, како да застанеш пред Исус. Ќе видиме понатаму што вели тој. Пазете, ете јас го праќам мојот ангел. Ангел праќа Отецот Небесен пред тебе. Тој е Јован. Јован е ангел, пратен ангел. Втората категорија се паднати ангели. Паднати ангели со сатаната, кои во свесна состојба доаѓаат до состојба на човек, родени во тело, душата заробена во која вдахнат дух. Со единствена причина да го изберат Исус, да се покајат за гревовите и да врват по него, зашто Исус е патот, зашто Исус е вистината, зашто Исус е животот. Јас сум патот, вистината и животот. Амин. А Јован носеше облека од камилски влакна и појас од кожа околу половината своја и јадеше скакулци див мед, за да ви покаже дека не е човекот зависен од храна, дека тој во пустината може да седи, дека ако сте вие пророк негов, тој ќе ви намери, тој ќе ви најде што да јадете. Знаете, животните се создадени да му служат на човекот. Значи, тој проповедаше велејки. Пазете што вели пратениот ангел Јован. По мене иде
посилниот од мене. Тој го знае тоа во духот. По мене иде посилниот од мене. Но најмалиот во Царството Божие е поголем од Јован, на едно место се пишува. Нема поголем роден од жена, а сепак е ангел. Ете, јас го праќам мојот ангел пред тебе, а на едно место се вели, нема поголем од Јована роден од жена, а потоа вика, но најмалиот во Царството Небесно е поголем од него. Кога ќе дојдеш во Царството Небесно, ќе те прашаат колку коли, колку пари, колку луѓе уби, колку искраде, со колку жени си спиел, колку пио алкохол, испи вино. Не, ќе те прашаат, ќе видат во твоето срце, Исус ќе види. Дали имаш љубов кон сите? Дали ја исполни единствената заповед? Љуби го својот ближен како самиот себе си, татко мој. Зборувај ти низ мене, ти благодарам што овие твои слова се со власт и сила. Се што не е од Бог да излезе, кај секој оној што сега ќе затвори очите и ќе рече, Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Амин. Тој проповедаше велејки Јован, по мене иде посилниот од мене, на кого не сум достоен, да се наведнам и да му ги одврзам ремењата од обувките негови. Ете го ставот како се застанува пред Исус. Јован вели, не сум достоен да му се наведнам и да му ги одврзам ремењата на обувките негови. Така се застанува во понизност пред Бог, пред Отецот Небесен, пред Исус во кого со сета полнота пребива Отецот Небесен во дух. Јас ве крстив со вода, метафорично, зборува покајно крштевање, а тој ќе ве крсти со Дух Свети и таму треба да се покаете, да умре стариот човек. И тогаш Исус замина и ни го даде Духот Утешител. Како што Исус го водеше Духот, нас треба да не води Духот. Не ние да зборуваме, не ние што сакаме, Неговата волја, Божјата волја, Духот на вистината, Духот Утешител. Он да зборува низ нас. Но првин треба да се застане пред Исус, да се прими Исус во срцето, да се покаете од се срце, вистински да се покаете, да им простите на сите, никога да не осудувате и да врвите по патот, да го израмните патот на Господа. А во оние дни дојде Исус од Назарет. Галилејски се крсти од Јован во Јордан. Сепак се крсти. Јован му вика, јас не сум достоен да те крстам тебе. Тој го изврши тоа што требаше. И кога излегуваше од водата, Исус веднаш виде како се отвораат небесата и Духот во вид на гулаб како слегува над него. Сме го виделе ова како гулаб слегува на главата на одредени луѓе. Но тоа е слика. Ние зборуваме за дух. И се чу глас од небесата, ти си мојот возљубен син. Пазете, возљубен син, категорија љубов и возљубен. Бог толку го возљуби светот. Го возљуби што го даде својот единороден син. Не за да му суди на овој свет, на оваа пустина, на оваа долина на сенка смртна, туку светот да се спаси. Да се спаси преку него. Те сакам, Господи Исусе Христе. Значи, тој е мојот возљубен син, во кого е мојата волја, волјата на Отецот Татко мој, кој си на небесата, нека биде волјата Твоја. Суштински е Неговата волја да се случува во мојот живот, во Твојот живот. Да дозволиш Духот да зборува низ тебе, ти да молчиш, бидејќи немаш ти што да кажеш. Знаеш што ти тогаш јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото и знаеш што е добро и зло, ќе бидеш смртен. Во кого е мојата волја, суштински е во нашите животи, во твојот и во мојот живот, брате и пријателе, да се случува Неговата волја. Едноставно клекли на колена, како се застанува пред Исус, не сум достоен ни врвките да се наведнам да му ги одврзам. Апостол Павле, најголемиот од апостолите, велеше, јас сум најмало од апостолите, но не сум достоен да се наречам апостол. Дали мислиш дека ти си достоен да застанеш пред Бог и да му кажеш, Бог ми рече вака, Бог ми рече така, се случува проблем со една сестра, има криза, се молиме за неа. Знаете, прима, кога има отворено срце, веднаш се кјавате, некој е затворен, не прима, се молиш, има тврдо срце, здебелено срце. Ако ние го рековме тоа, го има еден стих овде, предходно го читавме, тој вели,
најголемиот меѓу вас да ви биде слуга, тоа го имаме. Значи што вели интересен стих, не прима. Пазете се вашите срца, Лука 21:34, да не бидат натежнати од прејадување, пијанство и тегобни грижи за овој живот. Тегобни грижи за овој живот. Значи, пазете, друго место рече, о безумни, Лука 24:25, срцето ви е споро срце, за да поверувате во се што рекле пророците. Значи, примаше беше отворено срце. И сега, група една која се молиме, наместо да ја кажеш, те сакам, или ти им цитираш стих, кој зборуваш за, не знам, за губена овца, например, или за некој. Знаете, цитирањето стихови, тоа го кажал Отецот, ние го знаеме, но кога си ти на патот, нема да цитираш стихови. Ти ќе ги живееш, ќе појдеш кај сестрата и ќе ја гушнеш, ќе ја земеш дома, ќе ја кажеш дека ја сакаш, ќе действуваш во љубовта, ќе ја облечеш во љубовта, ќе ја дадеш сила, ако бидејќи 20 собрани во Негово име. Веднаш потоа, Марко 1:12 го изведе во пустината. Значи сите сме ние во пустината, надвор е пустината. Израелците наместо неколку дена да излезат од пустината, тие 40 години поминаа. Исус 40 денови за Господ еден ден, 1000 години се како денот од вчера. Знаете, време. На земјата има време, простор и свест. Во небесното царство, кога ќе пребиваме во Отецот небесен со сета Негова полнота, кога ќе дојдеме до степенот на љубовта, ние тогаш имаме сеприсутна љубов. Дали можете да го разберете тој поем? Љубов не е карактер, од некого сакам, некого, туку е суштина. Бог е љубов, оган на љубовта. И беше во пустината 40 дни искушуван од сатаната. И вие ќе бидете искушувани. Ви мислите ќе дојде некој ќе ви вика направи вака? Не, тој што ви вика, тој што ви вели е внатре во вас. Внатре во вас нељубов, омраза, завис, прејадување, препивање, похоти, страсти, мраза. Знаете, искушуван од сатаната беше со зверови. Па надвор кога ќе видите околу вас луѓето кои немаат љубов, по што се разликуваш ти, сине човечки, дека твојата душа ќе оди на небесата, а душата на животното во земјата, се вели во Светото писмо. Значи ти кога не си во љубов, кога немаш љубов, ти не се разликуваш многу од животните. Значи и ангелите му служеа. Беше искушуван. Тој ги издржи искушенијата, бидејќи сатаната ги извршуваше словото и му рече, ако ми се поклониш, ќе ти го дадам се тоа. Ако се фрлиш од овде, ќе те зачуваат од камен. Ако направиш вака и така, тој му рече, само на Господ Бог му се поклонувам. Човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Пишано е. Не го искушувај Господ својот Бог. А потоа, откако Јован беше предаден, дојде Исус во Галилеја, беше ангел, овоплотен, најмал, поголем нема на земјата, роден од жена, и сепак беше предаден. Знаете, Исус беше распнат, до смрт на крст не љубеше и велеше времето се исполни. Дојде Исус во Галилеја, го проповедаше Евангелието за Царството Божјо. Господ ни дарува живот вечен. И тој живот е во Неговиот Син, избери живот во зборовите. Кога би знаеле дека Словото е од Бог, дека нема други слова, дека ти го употребуваш Словото од Бог, си кажуваш своји приказни, пишуваш драми, колумни, романи, поезија, без да му оддадеш слава, бидејќи Твое е царството е Негово, силата е Негова и славата, да му оддадеш слава на Бог, дека ја употребуваш Неговите слова. А тоа е суштински принцип. Слово, живо слово. Изрекуваш живот и рече Бог, нека биде светлина. Но тоа е друга тема. И велеше времето се исполни и Царството Божјо наближи, покајте се. Суштински проблем. Луѓето не сакаат да се покајат. Покајте се зашто се приближи и верувајте во Евангелието. Евангелието, благата вест, дека Исус ја победи смрт, да го победи сатаната, ја проле својата света крв за секого од нас, беше распланат, за секого од нас ги закува нашите греови.
и воскресна на третиот ден, ја победи смртта и не го покажува патот, не го испрати Духот Утешител преку Отецот Небесен. И ние, нас да не води Духот, тој да зборува низ нас. А ние да се усовршуваме во љубов. Ти одејќи покрај Галилејското море, Исус го виде Симон и брат му Андреј. Симоне и Андреј, кај сте ве деца? Покајте се зашто се приближи Царството Небесно. Ги виде Симон и Андреј како фрлаат мрежа во морето зашто беа рибари. Исус им рече: врвете по мене, јас ќе ве направам ловци на луѓе. Значи, некој е во криза, ти му цитираш стихови, не појди гушни го, оди каму кај него. Дојде еден човек овде, поминал с 90 километри, ми бараше пари на заем. Знаете, поголема сума на пари. Јас секогаш чекам одговор и му велам: злато и сребро немам, тоа што имам го слушав 3 часа како се исповедува. Што правил, како правил, што било, како било. Починал неговиот близок, бил во криза, потоа син. Знаете, потоа се помоливме, се молеше неговата ќерка и неговата внука. Тоа е семе. Друг ми се јавува, ми бара пари, трет ми се јавува, се молиме. Не, јас не правам ништо сам, чекам Духот на мојот Отец да зборува низ мене. И ова слово што го слушате не е од мене. Тој ме води во дух. И вие можете сами да видите дали ова слово е со сила и власт. Аха. Исус им рече: врвете по мене и јас ќе ве направам ловци на луѓе. Значи, деноминациите кои мислат дека не треба ништо да работиш, дека по благодат си спасен, дека треба да чекаш во некоја чекалница да дојде такси, да ве однесе во Божјото царство. Не, вие сте ловци на луѓе. Луѓето секојдневно умираат без да дознаат за Исус. Вие треба да го сведочите Евангелието. Но што му одминаа малку, ги виде Јаков, заведе брат му Јован. Кај сте бе, Јаков и Јован, што правите? Исто така во кораб како ги крпат мрежите. Веднаш ги повика и нив, и тие откако го оставија татка си Заведеј во коработ со наемниците, тргнаа по него. И вие треба да го оставите татка си Заведеј и да тргнете по Исус. Да тргнеш по Исус значи да действуваш како Исус, да бидеш ловец на луѓе, да го проповедаш Евангелието, да им простиш на сите, никога да не осудиш, да се покаеш за гревовите и да носиш души до Исуса, да го сееш семето, еден сеја, друг жнее. Слава ти, Господи Исусе Христе. И дојдоа во Капернаум веднаш во саботата, Исус влезе во синагогата и поучуваше. И се чудеа на неговата наука, пазете го овој стих, зашто тој ги учеше како оној што има власт. Значи, Исус ги учи како оној што има власт, а не како книжниците, а не како библиските школи, а не како садукеите, фарисеите, деноминациите. Значи, тој ги учеше како оној што има власт. И никога на земјата не нарекувајте учител, зашто немате потреба никој да ве учи. Духот да ве учи. Духот на вашиот Отец ќе ве учи. Но, ако го примите во срцето, ако не го примите, одете таму. Нека ве учат книжниците. Имаше во синагогата нивнат човек со нечист дух. И извика говорејќи: што имаш ти со нас, Исусе од Назарет? Духот разговара со Исус. Демонот, си дошол ли да не погубиш? Те знам кој си, ти си светец Божи. Но Исус му заповеда, велејќи: замолкни и излези од него. Ако словото ти е со власт и сила, кој ќе му заповедаш на демонот, тој ќе замине. Ќе се повикаш на Исус, ќе ги повикаш ангелите помагачи на овој век, ангелска војска да испрати да ти помогне. Додека не пораснеш зборот да ти биде со двоостар меч и мечот на духот да ги раскинуваш сите пранги што сатаната ги фрлил врз него. Исус му заповеда, велејќи: замолкни, излези од него. Тогаш се стресе нечистиот дух. Се стресе, духовите треперат. Со силен глас излезе од него и се ужаснаа сите, така што еден со друг се прашуваа и велеа: што е ова? И како е ова ново учење, како што со власт и на нечистите духови им заповеда, и тие му се покоруваат. Значи, тука е дадена слободна волја, инаку Отецот Небесен, еден ангел може да го изгони сатаната, да го изгори. Знаете, ние зборуваме за слободна волја и право на избор. И поведнаш се разнесе глас по целиот галилејски крај.
Некој ќе рече, зашто Господ дозволува, зашто не дозволува? Ти дозволува да го надраснеш, да го победиш злото со добро, со покајување, со чекорење по Исус, со телесни страдања, со умирање на стариот човек, а потоа страдање, зашто браќата твои и сестрите гинат од незнаење. Штом излегоа од синагогата, дојдоа со Јаков и Јован во куќата на Симон и Андре. Кај сте ве, децаве? Покајте се, оти се приближи Царството Небесно. А тештата на Симон лежеше во треска. И веднаш му јавија за неа. Слава ти, Господи Исусе Христе. Тој пристапи, ја фати за рака, ја подигна и треската веднаш ја остави и таа им служеше. Значи, словото негово беше со власт, а тие предаваат како книжниците. Сато тие цркви немаат власт, бидејќи го немаат духот на нашиот Отец, бидејќи немаат љубов, бидејќи не се покајале, бидејќи се го лицемерно братолюбие. А приквечер, кога заоѓаше сонцето, кај него донесуваа секакви болни бесомачни и целиот град се беше собрал пред портата и излекува многу болни што страдаа од разни болести, истера многу демони и не им дозволуваше на демоните да се вратат, да зборуваат, дека знаат оти тој е Христос, значи Месија, пратеник, помазаник, Месија. Исус е помошник, Духот Утешител, ангел испратен, како Јован, да ни покаже патот на љубовта, да ни го покаже патот на љуби го својот ближен како самиот себе си. А утредента во темни зори, пазете го сега, стана Исус, излезе и отиде на пусто место, пусто место. И таму се молеше. Често доаѓам во планината сам, седам со денови. Жив човек нема. По некое куќе. И духот на мојот Отец. А Симон и оние што беа со него тргнаа да го бараат. Дај Боже. Па кога го најдоа му рекоа, сите те бараат. А тој им рече да појдеме до блискине села и градови, таму да проповедам. Зашто сум дошол да проповеда за Евангелието, за Царството Божјо. Тоа е живото слово. Тоа е слово со живот. И ако го употребуваш како што треба, ќе даваш живот. И проповедаше во нивните синагоги по цела Галилеја и изгонуваше демони. Видете, потоа суштината е кога ќе излезе демонот, дали ти треба да останеш во Исус и да чекориш по него. Ти си тогаш празна куќа во која тој може да се врати. Ако не си се покајал за гревовите на зашто причината зашто се тие дозволени, се сеќавате дека дозволи да влезат во свињите. Свињата се враќа во калта, ако се враќаш во калта, ако осудуваш, ако не си им простил на сите. И дојде кај него еден лепрозен, па молејки го, падна пред него. Еве како се доаѓа пред Исус. Како треба да се покаеш. Дојде кај него еден лепрозен, тоа е слика, па молејки го, падна пред него. Не сум достоен ни врвките до обувките да му ги однесам, да се наведнам, вели Јован, кој е пратен ангел. Апостол Павле вели, не сум достоен да бидам апостол. А Исус, кога се смилува и му рече лепрозниот, ако сакаш, Исусе, ако сакаш, можеш да ме исцелиш. Значи, не мојата волја, неговата волја. Во Исус пребива Отецот со сета негова полнота. А Исус, кога се смилува, мојот Бог е милостив, долго трпелив, протегна рака, се допре до него и му рече, ако имаш отворено срце, значи има проблем, сестра, се молиме, таа плаче, сеќаваш. Имаш еден друг пријател, колега, го болеше грбот, се молевме, плачеше, се покаја. Јас не знам понатаму како тие ќе врват, треба да имаш отворено срце. Ако сакаш, можеш да ме исчистиш, Исусе. А Исус, кога се смилува, протегна рака, се допре до него, му рече, сакам. Очисти се. Бог не гледа на лице, туку на срце. И штом го рече тоа, си изгуби лепрата од него и тој стана чист. Можеш и ти така да постапиш. За било што, за било каква болка. Падни пред Исус на колена, покај се, за гревовите на твоите предци, прости им на сите, никого не осудувај. Исусе, ако сакаш, можеш да ме исцелиш. Па откако го отпушти, му заповеда и му рече, гледај, никому
ништо да не кажуваш, Исус на очистениот од лепра, но оди покажи му се на свештеникот и принеси дар за очистување. Благодарност кон Бог, како што заповедал Мојсей ним за сведоштво. Так, појди во православниот храм ако ти е толку. Запали свеќ или во католичкиот или во протестантскиот, таму да пееш и да цитираш. Но треба да бидеш ловец на луѓе, да сведочиш за љубовта, да чекориш како Исус, да ги љубиш сите, да им простиш на сите, никога да не осудиш, да пребиваш во љубов и да разбереш дека не си достоен. Не си достоен. И дека Словото, ова Слово е од Бог. Кога ќе застанеш пред Него, кога ќе го отвориш срцето, ќе разбереш како се чита ова Слово. Кога е некој болен му цитираш Слово, не поаѓаш таму и действуваш. Ти си Словото тогаш. Одиш го гушкаш, го масираш, се молиш за Него, праќаш луѓе, ја повикуваш молитвената група. Не цитираш. Тоа е протестантски стип. Тоа е садукејски, фарисејски, книжнички. Знаете, неговото слово е со власт. Слово со власт значи да му кажеш некому те љубам и да се исцели. Ти простувам се. А тој што му излезе почна да раскажува многу и да разгласува. Така што Исус не можеше јавно да влезе во градот, а се задржуваше надвор во осамени места како овде во Мавровско и доаѓаа кај него од секаде. Вечер имавме, се јави една женетен сотрудник, па уште еден, па уште една. Господ ќе ти праќа луѓе, да бидеш ловец на луѓе. Почетна позиција, да се покаеш, водно крштевање, тие мисла дека водата нешто прави. Обред, например, тајна вечер. Јадат лепи вино, мисла дека нешто прават. Да го јадеш лебот и да го пиеш виното, значи да ги љубиш сите, да го раздадеш своето тело и својата душа за браќата. Кога е некој болен, да му се јавиш 5 пати да се молите. Злато и сребро немам. Тоа што имам, тоа ти го давам. Те сакам, Господи Исусе Христе. Браќа и сестри, вие живеете во еден свет кој се урива. Сатаната се повеќе зафаќа место. Вашите водачи политичари се комплетно заробени. На Мојсеевиот стол седнаа фарисеи и садукеи. Тие се книжници. Гледате дека законите не важат за сите, луѓето се гладни, осамени. Единствената можност да го победите сето тоа и да се вратите во Божјото царство на небесата е да го изберете Исуса, да паднете на колена, да се покаете, да повикате кон Него, да им простите на сите, никога да не осудувате и да го примите Исус во вашето срце. И потоа Тој да ве води, Неговата волја во вашиот живот, Духот на нашиот Отец Утешителот да ве води и да чекорите по патот на љубовта. Татко мој, оставам се во Твоите раце, и овие слова, и овие луѓе, и овие проповеди. Се молам за сите луѓе, се молам за македонскава земја. Дојди во Македонија и помогни ни. Исусе, ова е Твоја земја. Се молам за сите, за албанците, бугарите, грците, србите, НАТО, Европејска унија. Ке дојде ден на Армакедонот кога сите ќе застанеме пред Исуса Христа и тогаш тој нема да гледа на лице. По делата ќе бидете судени, за секој лош збор ќе одговарате на судниот ден. Тогаш ќе се види кој колку љубов имал во своето срце. Значи, интересен стих. Ќе се вратиме на тоа. Беше Лука 21:34. Само пазете се вашите срца да не бидат натежнати од прејадување, пијанство и теговни грижи за овој живот. Тука сме кратко и заминуваме. Барајте го најнапред Царството Божјо, нели? Исус им рече, Лука 24:25, тогаш им рече: о, безумни, безум, срцето ви е споро, тромо, тешко, споро, тврдо, за да поверувате во се што рекле пророците. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Оставам се во Твои раце, Татко мој, и во мојот живот да се случува само Твојата волја. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Nasci
te što go primi ja i dade sila da stana sinovi Božji su naslednici. Pesen je paklo što gojkom životom balkumina ona odjava. Ja sam dobri od kazni i ljubav mozite, jedna da ne vide izgubena. Miro tvoj migo davašno nekako sveto, da ne se plaći srce ponaše. Istina velam da se ljubite kako što i ja te poljubim. Ljubav ta je sila Isusova i istina bi vela me sobira. Dojdi i ostani o mene, Isuse Hriste, spasi.